Јас би сакала да основаме Вселенска агенција во Македонија, наша национална Вселенска агенција. Тоа е еден нов чекор на кој што навистина би се радувала и би придонесла многу. Личната мотивација да истражувам или да се насочам кон вселенските науки беше поривот за вистината. Уште од малечка сакав доста да истражувам, бев многу љубопитна и да ги одгатнувам најголемите прашања или пак да решавам проблеми. Тој порив да ја најдам најголемата вистина ме донесе да се сопнам на вселенските науки и да се влюбам во тоа поле. Мисиите се доста напорни, имаш напорни распореди, исто како кога би бил во војска, кога би служел војска, значи се знае во одредено време кога што се работи, кога се истражува, кога се вежба, кога се јаде, кога се станува, кога се оди на вселенска прошетка и какви се сите протоколи и подготовки, во зависно од мисијата. Веќе сум била дел од 3 аналогни мисии и секако дел од многу интересни истражувачки групи што работат на нови технологии, што се насочени кон месечината и Марс. Најчесто ме најмуваат како инженер или научник или комбинација на двете, затоа што имам бекграунд на инженерство на материјали и нанотехнологии. За самите мисии имаш неколку рангови, а најбитниот ранг што е доста одговорен е командир на мисијата. Тоа беше мојата последна улога на мојата последна мисија во Лунарес, наречена Селин. И е навистина голема одговорност, а освен тоа, нели, базичните улоги ми беа истражувач, инженер и експерт за комуникации, затоа што знам да ги преведам експериментите што ги правиме на многу лесен начин. Мислам дека би рекла тоа е еден мал чекор за жена, но еден голем чекор за човештвото. Меѓутоа мислам дека доколку би била на мисија, би работела многу поактивно да смислам некој по оригинален слоган, што ќе се насочи на децентрализација, на давање на пристап до вакви технологии, особено за оние земји кои што немаат такви можности се уште. Не ни треба толку многу голем буџет за да почнеме. Има прекрасни индустрии од инженерство на материјали до IT сектор, каде што може само да имплементираме некоја надградба на самиот кадар и да се приклучат кон некој вселенски процес или пак некоја иновација и така да создадеме една мала нишка на специфични индустрии за кои што ќе бидеме ние специфични како земја.